Обезбедени дополнителни финансиски средства за реализација на проектот изградба на брана на река Отиња. Со ова се работи на забрзување на самата динамика за реализација на овој проект во Штип. Мислам дека од првичната пресметка недостасува некаде околу 2 милиони евра. Со ребалансот се обезбедени и тие средства, па така да од 6 дојде на 8 милиони. Значаен проект, рековме ние дека наша стратешка цел ќе биде се што е почнато и заглавено, да го одглавиме и да ја засилиме динамиката на реализација. И тоа го правиме, пуштаме патишта, пруги, капитални инвестиции, меѓу кои е и браната Отиња. Се разбира дека планираме и развој, развојот се планира, се проектира и очекувам веќе до крајот на оваа година, евентуално првата половина следната, оние крупни, големи проекти да ги завршиме и да отпочнеме со нови развојни проекти преку инвестирање во општините, токму тоа и го правиме. Дополнително ќе се работи на браната Рејчани, со што ќе се намалат трошоците за водоснабдување во Кочани. Инаку апсолутно да, тоа е во нашиот фокус и тука не треба да имате дилема, бидејќи и за самото Кочани, да речеме, кој што ќе биде најголем корисник на тој капацитет, ќе значи помали трошоци во процесот на водоснабдување кај граѓаните, бидејќи нема да се користат оние бунари па да се плаќаат скапа електрична енергија и така натаму. Така што и ако го пресметуваме ИРР-то, да речеме, внатрешната стапка на поврат на подолг рок, таа е во корист на самите граѓани, но и на самата општина и на самата држава. Така што апсолутно да, тоа е приоритет, но мора некој конечно да се позанимава и со што се случувало во минатото. Тоа е работа на обвинителството. Сега тоа што таму е ситуацијата таква каква што е, тоа е друг проблем. Браната на река Отиња е проект кој започна да се гради пред 4 години.